првата недела креваа по 230 грама. 230 грама папката тежи толку, а нас ни беше 230 грама, знаеш, као, да, 30 грама крева и така да се радуваш на толку мали работи кои што се радуваш на 30 грама. Колку е малце тоа? Понекогаш 30 грама ти носат и насмевка и спокој на срце и неверојатна среќа. Да. Кога ќе се роди бебе пред време, тоа носи многу стравови, но и многу надеж. А кога ќе се родат тројки, тогаш приказната е уште поголема, позначајна, поспецифична и со поголеми предизвици. Во месецот на предвремено родените деца разговараме со Горан Папас, татко на 3 мали херои кои што на овој свет дојдоа пред време, и од негова перспектива ќе сватиме што значи тоа да се биде татко на предвремено родени деца, како и што значи поддршката на семејството во овие тешки моменти. Здраво, Горан. Здраво. Благодарам на поканата, ми е чест и драго што сум гостин во вашата емисија. Така, честа исто наша. Особено затоа што си татко на 3 дечиња кои што се предвремено родени. Да. Може ли прво да ми кажеш какво беше чувството кога за прв пат дознавте дека вашата сопруга во стомакот има 3 бебиња? Па, тоа беше со градација. Секој преглед имавме различни информации. Првиот преглед дека сме трудни, заедно бевме трудни. А вториот преглед дека се близнаци. И третиот преглед дека се уствари тројка, затоа што едната јајцеклетка очигледно се реплицирала во меѓувреме. И кога дознавме дека се близнаци, бевме многу среќни, многу возбудени, затоа што сопругата моја премногу сакаше да има близнаци, цело време за тоа зборуваше. А кога дознавме дека е тројка, да бидам искрен, малце се исплашивме, знаејќи го ризик факторот дека не е мал, посебно за мајката, но и за бебињата. Но еве, сега сме тука, среќни и весели. Океј. Значи, заврши прегледот кога рекоа дека се 3. Да. Немаше следен преглед кај што рекоа, не очекувавте дека... Јас го прашав докторот дали следниот преглед може да се 4, и тој рече не се плаши, затворено е, веќе себе. Така. Затворена е продавницата, нема да има 4 сигурно. И како изгледа тоа кога одеднаш 3 малечки кревки бебиња доаѓаат во вашиот дом? Па, фактички пораѓајот беше, нели се помена во најдобар ред. Бидејќи се родија пред време, беа доста малечки, девојчињата беа по кило и 100, кило и 70, а Лазар беше многу поголем, беше кило и 800, кило и 700 уствари. И тој беше си беше во инкубатор, меѓутоа не беше со кислородна поддршка, си дишеше самостојно скроз. Девојчињата беа диша и тие самостојно, меѓутоа има маски на лиценцата затоа што премногу малечки беа. И како изгледа? Изгледа интересно, меѓутоа изгледа многу неверојатно дека све ќе биде во ред. Затоа што навикнат да гледаш бебенца малечки кои што се раѓаат на 3 кила, 3,5, 2,700, да, со нормална тежина, и 2,5 кила бебенце кој ќе видиш е малечко, меѓутоа е бебе. А ова е бебе, меѓутоа не е бебе секојдневно како што го гледаш, нели, во секојдневието. И да бидам искрен, на почетокот бевме многу исплашени, затоа што секој ден беше нешто ново, за наша среќа беше ново на подобро. Меѓутоа, кај нив се толку кревки и може да се промени клиничката слика буквално во 5 минути. Така што ете нас универзумот не чувал и ни дал таква среќа да се биде во ред. Да, и постојано, предпоставам, постоеше таа неизвестност, но и таа огромна доза на надеж. И што се случуваше кога прв пат стигнавте дома? Кога ви кажаа дека се е во ред и сега се заминувате дома со 3 мали... Едно по едно не ги пушта, и тоа, да бидам искрен, ни одговараше затоа што некако се навикнувавме на родителството и се припремавме дека ќе имаме 3 бебенца дома. Прво не го пуштија Лазар, од клиника ги спуштаат бебињата над кило и 800, затоа што веќе ги сметаат дека може самостојно да седат, да живеат во домашна средина.
А девојчињата ги држа таму добри месец и половина. И девојчињата не ги испуштија едно по едно, затоа што нешто во крвта, некој ЦРП беше покачено кај Лена, и Лена ни ја пуштија на крај, да речам. Меѓутоа, какво е чувството? На почетокот се толку тивки, да речам, спијат и го немаш чувството на премалечки беа, како ти кажам, тоа како да немаш бебенца дома буквално. После месец и пол веќе кога почна да се очовечуваат, да дигаат малце на килажа, веќе почнавме да го осеќаме оној момент на дека имаме дома вистина три бебиња. И со Нате се шегуваме дека веќе сега ни е легната информацијата дека вистина имаме 3 бебиња дома, дека не е ова. Буквално ни беше како, абе чекај, три бебиња имаме, наши се 3 бебиња, ќе имаме 3 деца во животот, ќе имаме, се шегувавме таму се една од сестрите кога ги кенгуриравме на клиника, вика таа, а после сум на ручек кај сватовите и се зближивме таму, пошто секој ден одевме со сопругата и викам јас, сватот нешто ќе ти прави, сега ќе ти пече прасе, викам конкретно, нешто ручек. И ми се врти, вика, ти колку сватови ќе имаш? Викам стварно колку сватови ќе имам јас. Така што, ето малце да се пошегуваме. Па да, Ама да, дефинитивно сега веќе не легнат информацијата и сме стварно среќни и благодарни на сите околу нас кои што ни помагаат, посебно на нашите родители, затоа што се уште се витални психофизички и без нив ништо немаше да направиме. Мислам, ќе функциониравме, меѓутоа дефинитивно ќе бевме прегорени. Сега вака сме изморени, меѓутоа функционираме нормално, балансираме и со професијата и со Добро, секогаш е потешко кога има 3 деца, да. Особено на иста возраст, толку да. Кога има едно. Еден човек никогаш не може да чува 3 деца. Да. Сега и со 2 да сум сам, например, кога сум сам со 2, едно кога спие, немам потреба од никаква помош, буквално. Ама кога се 3 будни, а ти си сам, веќе ти треба човек, затоа што 3. Затоа што се 3. Да. А кажа дека прво ви го пуштиле Лазар, да. Лазар речем, да? Лазар, да. Прво го пуштиле Лазар, останатите 2 останаа. Сопругата беше со Лазар дома или како, пошто мене тоа искрено ме интересира. Едно бебе имаш дома, а останатите 2 се се уште во болница. На почетокот одевме на смени, и сабајле и попладне, сабајлето не беше битно да одиме таму затоа што сопругата се измолзуваше да им даеме млеко на нив, затоа што беше битно да конзумираат и мајчино млеко на клиника. Лазар беше дома, генерално кога одевме ние двајца на клиника, го чува бабите дедовците, затоа што од сам почеток веќе почнавме со вештачка адаптирано млеко. И тоа ни помогна многу затоа што и не ни може една мајка да дои 3 бебиња. Мислам, кој е попрво, тоа е малце и без разлика што имаше млеко, физички беше невозможно да се постигне сето тоа и мислам дека нема ништо лошо во тоа, еве ги растат, се развиваат, све нормално, дури повеќе што треба, ни вика малце да намалиме, малце се дебелки. Иако не ги гледам како такви, меѓутоа тоа е тоа. Лазар го чува бабите дедовците. Така. А што околу оние практични обврски, околу организација, деноноќно чување, како се справувате со тоа? И тогаш и сега? Од старт тоа решивме дека е најдобро во текот на ноќта да не сме јас и Нате заедно со бебињата, него да биде еден од нас во таа просторија, затоа што битно е еден да спие. И мислам дека најбитно е мајката да спие во почетоците, кога е после пораѓањето, затоа што промените што ви се случуваат како жени, како мајки во текот на бременоста и пост породувањето, мислам дека сонот е најдобар лек за да не се случува ништо од аспект на постпородилна депресија и таков тип на моменти, затоа што тука и хормоните очигледно играат кај вас многу. Играат. Така викаат. Да. Само они играат. Да, и се менувавме на смени до ден денес, значи ноќта има еден дежурен
на кого ќе му се падне ред. И така затоа викам, секој од нас пие по 4-5 сати, ги врзува без проблеми, функционираме и сме и тоа е мој еден совет на сите родители што имаат повеќе дечиња, близнаци, триплети, 4 кватриплети. Така тоа е најубавото решение за текот на ноќта да има еден дежурен кој што нема да спие тој таа ноќ, затоа што на 2-3 сати треба млеко, некој треба да го пресоблечеш, меѓутоа тоа е формулата и решението за успех, да речем. Ова што го кажа за тоа дека мајката е сепак во фокусот после раѓањето е многу важно, особено кога ќе се слушне од татко. Да. А најчесто се среќаваме такви татковци кои што ги негуваат своите сопруги со грижа и со нега. Но секако дека многу битна улога игра и татковската улога во сето тоа. Како ти целиот тој емоционален товар го презаде врз себе? Затоа што да, мајката е во фокусот, мајката има хормонален дисбаланс, Да. мајката го носи целиот стрес како во време на бременоста, така и откако ќе се породи, но секако овде промените ги доживува и самиот татко. И на таткото не му е лесно, и во текот на бременоста на таткото не му е лесно, затоа што, барем ево јас во моје име ќе кажувам, мислам дека тој е тој кој што се грижи за целата инфраструктура поврзана околу, поврзана со бременоста. Јас генерално дома со Нате така функционираме ние од сам старт. Не ги делиме работите на машки и на женски работите, него ги делиме на обврски кој може нека ги заврши. Не е битно дали јас ќе соберам машината за садови, дали ја ќе пуштам сушара, дали Ната ќе брише прашина, дали ја ќе усисам и слично. Така сме со текот на времето си ги имаме поделено некои обврски дома кои што по дефолт ги правиме, меѓутоа конкретно за бебињава мислам дека секој татко треба да си превземе одговорноста подеднакво како што превзема мајката одговорност. Значи не е ништо комплицирано да промениш пелена, да избањаш бебе, дури тоа е убаво, мене ми е многу убаво кога јас ги бањам бебињата, кога именувам пелени, затоа што така се поврзуваш уште повеќе со нив. Заспивањето, целиот тој процес на растење, на одгледување на деца е многу битен и за мене и за бебињата. Познавам родители кои што не менуваат пелени на бебиња. Татковци. Што е апсолутно погрешно. Апсолутно е погрешно и не знам дали тоа е страв, дали тоа е она одење по линија на помал отпор. Страв ми е IT од аспект на да не го земам јас тоа како обврска. И цело време кажувам дека зборот помош треба да се исфрли од речникот кога станува збор за фамилија, заедница, кога е сопруга во прашање, машко-женско, значи не е помош, тоа е обврска која што крајот на денот што си па ти крива, што си жена и што треба да раѓаш. Мислам, така ве створил универзумот, Господ и сега ти, ако си жена, по дефолт треба да имаш многу повеќе обврски од мажот во домаќинството. Така. Според мене треба тоа малце да се работи, да се прават кампањи за тоа специјално, за да се покрене малце свеста на машкото родителство. На машкото, да. Добро, сепак ние живееме во еден патриархален свет, но ваквите примери треба да служат за поттик на и останатите родители, односно татковците во случајот, да бидат малку повклучени. Сега ти звучиш сосема самоуверено во себе ова што го кажуваш, и ти честитам за целиот став што го имаш околу родителството и што си неизмерна поддршка на твојата сопруга, но дали ти во даден момент почувствува некаков немоќ во ова што го правиш, стравови? Фала Богу, мислам, тоа е некогаш и да не го покажуваш нештото во себе, ти го носиш, затоа што не секогаш зависи работата од тебе. Има X фактори кои што не можеш да ги контролираш, виша сила и едноставно тука си немоќен. А поентата е цело време да размислуваш како да го решиш тој проблем. Зашто најлесно е да се откажеме и да речеме не можам,
Или да го потенцираме проблемот, Или да го дека постои потенцира- цело време, Така без е. да се трудиме да го решиме. Точно, баш така. И мислам дека сите од нас, секој човек по природа осетил некогаш немок, меѓутоа таа немок не треба да не депримира и да не паѓа во некој луп кој што по дефолт се откажуваш од тоа да го постигнеш, така што немок. Во случајов немок мене ми е кога сум дома 2, 3, 5 минути сам останат, не во просторијата правам муабет, трите плачат, тоа ми е мене немок, не можам да ги смирам трите наеднаш. И не можам трите да ги земам во раце. Ама што правам? Ги анимирам, циркус правам, буквално циркус, за да им го одвлечам вниманието, затоа што се додека бебето не е во животна опасност, Почнуваш да свириш. па, например. Па не, им тропам, сега се тоа, кога ќе им тропам нешто ритмички, кога ќе им правам се интересно им е и ги анимирам така, затоа што, како што кажав, се додека не е бебето во животна опасност, нека плаче. Мислам, не е ништо страшно и да поплаче некоја минута. Да не го оставиш да отиде 15 минути да плаче без престан, тоа не е добро за бебето, меѓутоа 2-3 минути да поплаче не е страшно ништо. Добро. И дали поширокиот круг на семејството ви помага со оглед на тоа дека сте во една малце поспецифична ситуација со 3 деца дома? Помага. И дали кој најмногу ти помага да останеш смирен, мотивиран? Па мнате валјда. Да. Партнерот е битен посебно во ваков тип во ваква приказна како што сме ние, партнерот треба да биде емотивно зрел. Ако не е партнерот емотивно зрел, мислам дека паниката се случува тогаш кога не можеш убаво да ја поднесеш целиот тој товар и терет. Нате ми е дефинитивно подкрепата и крилата во грбот, кој што дефинитивно ме прават секогаш да се осеќам убаво и ми дава волја. Никогаш не ме демотивира, секогаш ме мотивира и секогаш ми го вреднува тоа што јас го правам дома. Кажи ми, што ти помогна најмногу во тие тешки предизвици околу бременоста и донесувањето на свет на прерано родените дечиња, да бидеш смирен и да бидеш мотивиран? Затоа што претпоставувам во такви моменти е многу важно да бидеш смирен и да рационализираш колку и да не си во можност да го правиш тоа. Најмногу професионалниот однос од докторите. Тоа дефинитивно најмногу ме смири и ми влеа таква сигурност дека ќе биде се во ред. Без оглед на тоа што го гледав таму јас на клиника, сите предвреме родени бебенца, како од 500 грама растат толкави девојки мажи. И мислам дека тоа е многу битно, тој однос на докторите. Секој човек си има ден. На некој доктор не му е некогаш денот. И не треба тоа да го сватиме дека е тој доктор лош или не го бива, него едноставно не му е денот за разговор. За наша среќа, претпоставувам дека зема во предвид и тие дека се 3 бебенца и дека не ни е нас едноставно како приказна. Беа стварно толку добри и во советите што не ги дава. Така да една страна кога веќе си смирен, другата страна по дефолт нема голема паника. Сопругата беше исто многу смирена во текот на бременоста. Без разлика што знаевме дека ќе биде предвреме, затоа што нема простор 3 бебенца да се родат до краен термин. Знаевме дека ќе биде предвреме родење, меѓутоа имавме зацртано и докторите и ние дека е добро да истуркаме до 35-та недела. Така и беше, 34-та недела на 6-тиот ден практично. Утре дента влегуваше во 35-та недела. 30 декември фактички се родија и дефинитивно стравовите и стресовите најмногу си ги правиме сами, меѓутоа ти ги прават и другите. Значи самото општество, луѓето околу тебе знаат да ти направат многу поголема паника и стрес. Ако луѓето околу тебе, во нашиот случај докторите, не смируваа и не кажуваа дека
Сега за сега све е во ред. Утре не знаеме, мене ми е доволно дека сега за сега се е во ред. Страшно е кога ти каже не е во ред сега. Тоа е малце да речам, попанично, меѓутоа, ете, главниот одговор на ова прашање ми е дека професионализмот на докторите на клиника дефинитивно нас ни влеа едно смирување кое што вечно ќе им бидеме благодарни на сите таму. Претпоставам тоа е заради одговорите што ги добивате од докторите на сите прашања кои што не мачат во тоа време. Цело време имаш прашања, цело време имаш прашања, меѓутоа цело време. И кога имаш кој да ги одговори тие прашања, секогаш станува полесно. Макар и колку и да е неизвестно, станува секогаш полесно кога ќе добиеш одговор на прашањата што те мачат. Банални прашања. Ти доаѓа да ги прашуваш затоа што сакаш да биде се во ред со бебенцето, да спекна, јадеш или мокреше, изврши нужда и таков тип на работи, тие се банални прашања, меѓутоа како родител мене ми беа тие многу битни да знам дека се е во ред со метаболизмот, со нивниот организам и колку крена по 30 грама крева првите денови не крева килажа воопшто, добро е што не спуштија, зашто под кило ако спуштат, како ти кажам, тоа не може да спушти под кило. И првата недела крева по 2-30 грама. Мислам, 2-30 грама папката тежи толку, а нас ни беше 2-30 грама, знаеш, као, 30 грама крева и така да се радуваш на толку мали работи кои што се радуваш на 30 грама. Колку е малце тоа? Понекогаш 30 грама ти носат и насмевка и спокој на срце и неверојатна среќа. Да. Така да тоа е тоа. Откако го слушнав ова твое неверојатно искуство, сакам да те прашам, како би ги охрабрил останатите татковци кои што се соочуваат со една ваква слична ситуација? Не мора да биде тројка, не мора да бидат близнаци, не мора. Генерално со татковци кои што им се случува ситуација да добијат прерано родено дете. Да не се паничат. Затоа што паниката те прави да не ги гледаш другите работи околу тебе, да ги слушаат докторите пред се и да земаат совети не мора од еден доктор, знаеш. Добро е да имаш двајца, тројца кои се во некоја комуникација и ќе се совпаднат две мислења. Ако две мислења се совпаднат, на добар пат си. Така што мој совет добронамерен е да не креваат паника, да бројат до 10, да слушаат професионалци, да слушаат и комши, баби, дедовци, меѓутоа не све да прифаќаат како правилно, затоа што не е се правилно, нели? Се е индивидуално. И што знам, преспиење. Да ја поддржуваат својата супруга. Тоа апсолутно тоа. Али сепак мислам дека добрата комуникација со професионалците е пресудна за да бидеш смирен во таков момент. Така. И сега малце нешто поведро. Би сакала да те прашам, како го замислуваш со една реченица ваше семејно патување? Една реченица. Една реченица. Сега кога ќе ми кажеш, ми доаѓаат наслови на филм. Една реченица. Во светот на бајките. Може? Ко биде така? Патувањето да ми биде како во светот на бајките. Така бајковито го замислувате? И Алиса во земјата на чудата. Втората поише одговара. Што кола возиш? 75.008. Така е. Мора. Се разбира дека тоа беше прво направивме, првото нешто што го направивме пред да се породат бебињата, обезбедивме возило кое што ќе носи најмалце 6 души внатре. Така да тоа е неопходно. И морам да кажам дека џабе го купивме, не е џабе да спекна го возиме, меѓутоа пак не е малце. Затоа што седот кога ќе ги дигнеш седиштата позади немаш гепек. А нас гепекот не е битен. Затоа што внатре треба да се вметат 3 колички за бебиња. Така е, или една голема. Ние среќа купивме, тоа е како вагон. И тоа се уствари за 4 бебиња, тие вагони, еден спроти друг се. Додуше може да ги наместиш и еден по друг, ма баш како вагонче, како коцка и тоа кога ќе го пакуваш е големо, меѓутоа
не се 3. Ама не го собира во ГП кога кренат седиштето и мораме да купиме тоа што се куферот горе, да, за да функционираме така. Јас сакав комбе, нате нема шанси комбе да се согласи да купиме, меѓутоа за нас единственото решение е комбе. Да, ма во секој случај семејното патување да сте сите заедно насмејани, среќни и полни со музика? Да, дефинитивно. Со присуство на музика. Апсолутно. Тоа е дел од нашиот живот, од само раѓање на бебињата. Ние дома бевме немој чекај спие, него беше од старт. Зборувај си нормално, пушти музика, немој да се кој ќе си заспие. Сега гледам нешто менуваат на шумови ми реагираат, ама генерално кога се родија, од старт беше затоа што и на клиника кога се горе, тоа е секој инкубатор има поземни сигнали, звуци, натре е лудница, мислам баш како во диско да влегуваш. Од 20 бебиња 6 плачаат, сестриве се зборуваат нормално, да речам се зборуваат гласно, се довикуваат од една страна на друга страна и сега кога дојдат бебенцата дома ја да го ставам во средина, соба, да, како библиотека. Нема шанси тоа. Така да и сега, меѓутоа посебно генерално ноќта гледаме да биде по-мирна за да знаат дека нели ноќта треба да биде тивка за да спијат по. Спијат сите деца одеднаш? Ноќите да. Така ги имаме направено, преку ден преспиваат поразлично и добро ни е така затоа што едно да спие од старт е полесно за функционирање. А ако едно се разбуди, останатите спијат, се будат и останатите? Се будат ако почне да гуга сестрата сега се почнати тоа и веќе размислуваме како да направиме, затоа што еднакво кога се разбуди, од старт вика пее, не плачат, кога се разбудат не плачат, седат во кревет и си гугаат. Се смешни многу и се ѕиркаат помеѓу дупчињата и тоа е многу смешно. Се вртат вака и се бараат и свери кога ќе се видат почнуваат да комуницираат на нивни јазик. До 6-тиот месец не се перцепираа меѓу себе, ми беше многу чудно. Вака ги местиме едно до друго, гледаат во татко, во мајка, во некој, не се перцепираат како и се плашевме да нешто не е во ред, но тоа е све нормално. Сега веќе се перцепираат, се смеат кога ќе се видат и баш почнуваат да комуницираат на нивни јазик. Поема нема што кажуваат. Нема да се грижиш, ќе дојде време кај што ќе создадат еден пакт, па ќе се свртат против тебе и сопругата. Сигурно. Ќе се групираат и помеѓу нив има двајца против еден, тоа сигурен. Зависи од интересите. Сигурен сум дека ќе биде тоа така. Сите си имаат свој карактер од само раѓање до сега. Значи погледот, очите, Лазар кога се роди беше таков прибудење, да речам, по-сериозен. Уште е таков, ке се разбуди е по-сериозен, па после ке се насмее. Лена уште во инкубатор, како зборам во инкубатор еден месец, не дека гледаше повеќе од 30 сантими пред неа, меѓутоа кога ќе заприметише глас, допир, одма се смешкаше, таква е до ден денес. Виден човек нов, наш, некој што го знае, одма се смее. Луна е порезервирана, таква си е другиве се смеат, ке се насмее од култура повеќе. Не е многу заинтересирана за мојот хумор, ама генерално фасцинантно е како сите си го имаат карактерот од само раѓање. Тоа е неверојатно. И генерално една порака за сите родители кои што се соочуваат со ваква ситуација, односно само позитивни мисли. Да немаат грам негативна емоција во нив, затоа што мислам дека љубовта на родителот која што ја дава кон бебињата, посебно кон предвреме родените бебенца, е најголемиот лек за се. Затоа што и најголемата сила која што бебињата ја добиваат за да напредат. И мислам дека ја осеќаат. Знаеш, тој допир, тоа гушкање, тоа и да им се зборува многу, треба да им се, иако мислиме дека тие вистина не разбираат, меѓутоа гласот како фреквенција кој што го слушаат уште во стомак во утрова, тоа не може да не им влијае на нив за нивниот развој, знаеш. Така што мој најдобар едноставен совет е само позитивни мисли. И нешто да не е во ред во моментот, само позитивни мисли дека се ќе биде во ред, затоа што мислата како таква се пренесува
И мислам дека тоа е најдобриот лек за се во животот. Па да, мислам дека Извини, малце филозофски, меѓутоа стварно па и филозофски и психолошки дека да, децата колку и да се малечки, колку да не разбираат, е многу важно да знаат дека не се сами. Дека Апсолутно. Има кој да ги допре, има кој да ги гушне, да ги бакне, да им даде било каква љубов и поддршка. Дефинитивно. Горан, ти благодарам многу за оваа инспиративна приказна. Заврши брзо. Да, ви посакувам многу среќа и челични нерви да издржите во овој предизвик, затоа што журката журката уште не е започната. Да. Се уште се малечки, ќе почнат да се движат. Се warm-up, диџејот прави загревање. Тогаш почнува вистинската забава со децата, особено кога се три дома. И ве посакувам многу среќа и секогаш да знаете само за љубов и разбирање сите дома. Фала на вниманието и мислам ви честитам за кампањава, затоа што навистина многу луѓе се не едуцирани за конкретно за предвреме родените бебенца и од мене имате чиста петка за сето ова што го правите. Така да само напред. Да, значи оваа приказна на Горан само покажува дека кога животот ќе ти донесе предвремено родени, во случајов 3 дечиња, тоа значи тројно поголема среќа и покрај сите стресови и неизвестности. Оваа епизода беше дел од кампањата на Бекутан во месецот на предвремено родените деца и нека оваа приказна послужи за инспирација на сите родители кои што се соочуваат со истото. Се гледаме во следната епизода.